civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Со нас денеска е Кочо Андоновски, кој долги години е активист за човекови права и слободи пред се, исто така програмски директор на ЛГБТ и Центарот за поддршка, и човек кој има за жал обемно искуство со говорот на омразата и со делата од последиците од омраза, бидејќи токму тоа е многу тешка последица, бидејќи е кратка, наистина изворено кратка патеката меѓу говорот на омразата и делата сторени од омраза. Би сакал да го слушнеме твоето искуство, твоето гледиште за... Благодарам, Джаде, благодарам за поканата пред се и мене ми е жал што и јас, за жал и ти, Петрит, имаме многу искуство со говорот на омраза, имаме преживеано дури заеднички многу работи низ годините. И она што LGBT центарот е дел од Хелсиншкиот комитет и ние таму вршиме веќе со години редовен мониторинг на говорот на омраза и се слагам дека има дистинкција меѓу политичките играчи, заради тоа што тие се оние кои ја креираат атмосферата и тие се оние кои ја одржуваат атмосферата на омраза. Нив им треба, на одредени. И тоа се секогаш, не само кај нас, дури и пошироко за жал, една политичка опција која се подпира во страна. За мене, ние мониториравме и предходните години, например, точно графиконите ни покажуваат шпицови кога има. Најнаш, например, ние многу брзо заборавивме што преживеавме. Например, јас го памтам вестникот Вечер. Ги памтам насловните страници од геј порничи, каде што и наеднаш ти имаш во мониторингот шпиц на говор на омраза и како. И после тоа, например, они одат со таква насловна и како го креираат тоа. Внатре, кога ќе влезиш на двете страни, на едната страна имаш интервју со некаков свештеник, например. И веднаш до него, во една коцка, имаш прилог кој се однесува на ова, на педерите, кои го врзуваат со тоа дека демографската катастрофа во Македонија се случува заради тоа што педерите не се репродуцираат и они сега ќе умриме ние Македонија. И тоа се такви наративи кои полека ја дигаат, ги потврдуваат стереотипите, предрасудите и го дигаат стравот. Во суштина се работи за методологија на владење преку страв. Говорот на омраза, според мене, не е ништо друго, освен креирање и одржување на атмосфера на страв. Страв од некого, дали се тоа мигранти, дали се тоа албанци, дали се тоа LGBT луѓе, дали се тоа жени, има различни групи кои во одредени контексти нив им требаат и они жонглираат со тоа. Сега малку ќе ги мразиме овие, сега малку ќе ги мразиме овие, меѓутоа во цело тоа време ние одржуваме стравот дека тие нешто ќе ни земат, дека тие нешто ќе ни направат. И тој страв од прво ја прави публиката дефанзивна и после тоа агресивна. И тука почнуваат последиците од тој говор на омраза, односно делата од омраза. Почнуваат напади. Заради тоа што целата негативна енергија, која тој систем сака да ја собери на едно место и да ја пренасочи од себе, незадоволството, од тоа како се владее, да го насочи кон одредена група и да ја прика, тие се криви за сето ова. И тоа е канализирање на тоа незадоволство, креирање на страв и после тоа одмазда за нешто што воопшто не се ни случило. civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено.